Почитувани припадници на армијата, со ова видео ви информираме дека Независниот синдикат на професионални војници, како единствен синдикат во армијата кој се бори за правата на припадниците на армијата, поднесе иницијатива до Уставниот суд за утврдување на законитоста и уставноста на член 147 и 148 од Законот за служба во армијата, односно за измена на закон која се направи на 22 јануари 2024 година, каде што минималната плата беше исфрлена од основната плата и се замени со 606 бода. Сметаме дека оваа одредба во законот кој што се направи 3 недели пред распишување на парламентарните и претседателските избори минатата година е начин како да се обструира и на незаконски начин да не се почитува минималната плата во Република Македонија, односно припадниците на армијата никош да не добијат покачување на платата. Што значи тоа? Со член 147 е предвидено дека вредноста на бодатна плата на активниот воен персонал се утврдува со решение на министерот за одбрана. Ова представува повреда на правото на правната сигурност и ова дискреционо право на министерот за одбрана представува незаконско постапување, бидејќи од неговата лична волја ќе зависи покачувањето на платата. Увидовме дека со ова измена на законот имаше две покачување на минималната плата во Република Македонија во март 2024, каде што припадниците на армијата не добија покачување на платата, и во март 2025, каде што исто припадниците на армијата не добија покачување на платата. Зошто не добија? Бидејќи е избришана минималната плата, која што согласно закон за минимална плата е дел од законското решение работникот во државата да прима минималната плата како дел од основната плата, и со тоа што и покрај барењата на синдикатот за зголемување на платата врз основа на зголемувањето на минималната плата, тоа не се направи оваа година, ниту минатата година. Значи целта на измена на овој закон е никош да не се зголеми платата на припадниците на армијата, и ова дискреционо право на министерот за одбрана и личната волја е главна причина за незаконитоста и неуставноста на овие членови од Законот за служба во армијата со Уставот на Република Македонија. Дискреционото право на министерот за одбрана да донесува решение за промена на бодот е без никаква контрола. Значи, не влие ниту од никаков закон, ниту може да влие од некакви си критериуми, ниту да влие од социјален диалог, ниту ништо. Значи, едноставно, личната волја на министерот за одбрана е претворена во инструмент дали ќе биде покачена платата на припадниците на армијата или не. Минималната плата е како дел од основната плата со овие измени на законот е укината без законска основа и без јавна дебата и согласност од синдикатите. Барем ние како синдикат не бевме консултирани за тоа. Ова се донесе без одобрение на известување на синдикатот. Затоа сметаме дека измената на овој закон и овие членови кои што се оспорени со оваа иницијатива се незаконски и противуставни од причина што министерот за одбрана нема никаква контрола на донесувањето на одлука за решение за зголемување или на намалување на платата. Така да многу лесно може министерот за одбрана согласно оваа законска одредба утре да донесе и помала вредност на бодот и да ги намали платите на сите припадници во армијата, и ниеден припадник во армијата нема законска основа да реагира и да бара правна помош и сигурност врз основа на оваа одлука.
бидејќи законот му дава дискреционо право само на министерот без никакви јасни критериуми и без никакви законски правни механизми како тоа да биде да се регулира и како да се контролира зголемувањето или намалување на платата. Така да, поради сите овие причини, сметаме дека оваа одредба е противуставна и незаконита, затоа оставаме на Уставниот суд да одлучи дали ова ќе поднесе иницијатива, ќе отвори постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 47 и член 48 од Законот за служба и ќе ги укине, ќе врати претходната опција каде што минималната плата беше дел од основната плата на припадниците на армијата, а минималната плата се регулира со закон за минимална плата, а таа се регулира со економскиот социјален совет, каде што секоја година се извршува поравнување, односно зголемување на минималната плата. Реалноста е дека 100 години да поминат да се зголеми минималната плата, припадниците на армијата со ваков лоши одредби од законот никогаш нема да добијат зголемување на платата, бидејќи кај политичката волја, тоест работодавецот од Министерството за одбрана е политичка фигура, нема да има волја за зголемување на платата, како што гледаме во реалноста дека нема волја за зголемување на минималната плата на 500 евра, така да нема зголемување ни на минималниве што се на годишно ниво од 2500 и 1800 денари, така да припадниците на армијата со овие измени на законот, овие 2 години се оштетени од прилика по 5-6 денари на платата, на нивните лични примања, и затоа ја понесовме оваа иницијатива до Уставниот суд, бидејќи има повреда на законот за минималната плата, дискриминирани се сите припадници во армијата, бидејќи како граѓани на оваа држава треба да владее правото, правната сигурност и контролната на јавната власт, бидејќи со овие измена на законот нема никаква контрола, нема никаква правна сигурност и со овие измени се можно е да се злоупотреби примањата на припадниците на армијата, тоест нивното законско право за достоинствена плата и еднаква плата врз основа и подеднакво од сите јавни сфери. Значи, другите вработени во јавниот сектор, каде што не е избришена минималната плата од основна плата, го добиваат законското зголемување, поравнување на годишно ниво, но во армијата тоа не е случај, бидејќи кај нас дискреционото право министрот за одбрана да донесе решение за зголемување на бодот зависи лично од него, и затоа и во извештајот до Европскиот Совет за човекови права од страната на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во годишниот извештај има посочено дека дискреционите права се главен причинител за дискреционите права на министрите се главен причинител за дискриминација, и тоа го видовме многу пати во минатото, така и примерот со овој член од законот, така да освен борбата што водиме за правата врз професионалните војници, синдикатот не застанува за правата за сите припадници во армијата. Платата ја примаат сите припадници во армијата и ова се однесува буквално на сите кои што им е проблем ова измена на законот, а очигледно е и веќе докажано дека е на штета на работниците. Во овој период кај што имаме зголемена инфлација и зголемени и целосно зголемување на просечната плата, зголемување на синдикалната кошничка, трошоците за исхрана, режиските трошоци, платата на припадниците од армијата е замрзната, бидејќи нема законско решение како да се зголемува согласно законски одредби, туку
само од лична дискрециона волја на министерот за одбрана, и тоа е огромен проблем, бидејќи се направи голем размак во платите. Просечната плата дојде до 45.000 денари, а плата на професионален војник е 30.000 денари, што представува 2/3 од просечната плата, како што иде трендот, ни за 100 години нема да професионален војник да стигне просечната плата, ниту со зголемување на минималната плата, камоли со други законски придобивки во корист на работниците, така да ова е огромен проблем, ова е дискриминација врз сите припадници во армијата, дискриминација врз основа на нивните примања, кои што се законска уставна одредба, и сметаме дека Уставниот суд е на голем испит. Ќе видиме дали ќе биде на страната на работодавецот, како минатиот пат, или ќе застане на страна на работниците. Тоа ќе видиме што ќе се случува со во понатамошната постапка на иницијативата која е доставена до Уставниот суд. Толку од мене за во врска со ова. За сите наредни информации во врска со ова иницијатива поднесена до Уставниот суд, ќе ви информираме навремено. Ви благодарам. Поздрав.